50 на луѓе во социјализмот го создаваа сите работни луѓе во државата и од 25 посткомунистички држави таков модел на приватизација имаше само Македонија и Азербејџан. Во сите останати се спроведен модел на ваучари каде што сите полнолетни граѓани добија нешто од тој општествен имот кој што како што кажа го создаваа сите работни луѓе во државата. Но за жал тука се створи една десетина одбрани олигарци кои што беа сите доред соработници на поранешната КОС, на поранешната сојузна тајна полиција, и тоа е еден пеколен план на сојузната УДБА некаде 89 година, кога се назира распаѓањето на Југославија, кога веќе на самата сојузна служба КОС и УДБА им е познато дека ќе дојде до распад на Југославија. Тие носат еден пеколен план заведен под кодното име Опера, и тогаш на своите според тој план се одлучува на своите најистакни соработници на просторите на поранешна Југославија, што биле посебно во Македонија, преку ноќ тие од комунисти да станат капиталисти. Значи да им се подели на тие десетина луѓе тој општествен имот, преку кој покасно ќе може да ги контролираат процесите. Процесите во поранешна Југославенска република, што е факт и до ден денес, бидејќи тие имаат се уште силен медиумски и политички простор во државата, значи како што кажа ги направија преку ноќ капиталисти, и тоа беше една страшна, да кажеме страшен процес во кој што стотици илјади луѓе останаа без работа, повозрасни се сеќаваат, бројни фирми беа однесени во стечај, и тоа е мислам неопростиво предавство, и јас сега не гледам со кое лице сега ден денеска Бранко Црвенковски ќе шета на избори, ќе води кампањи во Македонија и ќе им се обраќа на граѓаните, кога стои таа силна хипотека, таа силна економска диверзија што му направи на македонскиот народ, и колку што можат сега актуелна влада, колку што можеше во рамките на возможното направи некои потези да го амортизира тој криминален процес со приватизацијата за 1 евро од дворовите, земјиштата, легализација на дивоградбите, али сепак тоа се мерки кои што не може да докради го отстранат тие страшни последици што настанаа со криминалната приватизација во Македонија. Покрај тоа 2001 ни се случи и војната. Колку беше таа финдирана, би рекол овде, за да ни се случи во државата, или таа можеше на некој начин да се избегне? Па видите, таа војна до ден денеска предизвикува така големо внимание во јавноста, бидејќи се уште нема изградено една анализа што ни се случи во 2001 година. Дури се така теоретичарите теоретизираат дали била војна, дали бил конфликт, дали бил борба за граѓански права, дали бил борба за територии. Сега не би сакал да навлегувам во тие теоретски расправи, за гледачи може поинтересно да кажем некои практични моменти од таа војна, бидејќи самиот бев припадник на Министерството за внатрешни работи во тоа време, на безбедносните сили на државата. Таа војна е можно интересна, да кажам дека Македонија најповеќе, колку тоа сас на македонците не ни се допаѓа, можеби најповеќе ја изгуби поради тие внатрешни сценарии и предавства што се случија во домашниот политички врв, и како резултат на неспособното раководство што го имавме во тоа време во полицијата да раководи со полициските сили. Инаку јас се да кажам дека ако имавме ние да кажеме раководство кој што води грижа за националните државни интереси, ние можевме да ги избришеме тие албански терористи во прв момент. Тие беа на почетокот околу 700 луѓе кои што се одметнаа во планините, и македонска државна безбедност некаде крајот на 2000 година и почетокот на 2001 година, пред во Танушевци официјално да почне таа војна, македонска државна безбедност практично знаеше се за нив, кои се, колку се, каде се одметнани во планините, зошто се таму, и тие може да бидат збришани во прв момент, како што кажав. Но за жал во тоа време имавме и најлошото можно решение го имавме за председател на државата, покојниот Борис Трајковски. Сега без разлика што некои луѓе се обидуваат на сила да направат од него визионер, дека бил, но тој не беше дораснат на ситуацијата во тоа време. И потоа многу битен момент е што не го изградивме тоа внатрешно единство. Лючо Георгиевски во тоа време како премиер и Бранко Црвенковски како председател на СДСМ не седнаа да кажат било што било, дај сега ќе ја браниме државата, па после ќе видиме што ќе биде. Се правија страшни кадровски промашувања во државата, да кажеме во тоа време покојната Досадимовска беше министер за внатрешни работи и ме даде целата таа оперативна мрежа на припадници на коалиционите партнери Џафери и Тачи, па тие ја проследија до Али Ахмети и борците на ОНА. И сега што е најинтересно во државата, ЕСДС во тоа време некаде март-април
веќе во војната на големо преземаше потези со цел се водено таа своја желба за власт да ја струшат владата на ВМРО во тоа време и не бираа средства. Додека се водеше војна во Македонија, додека се војуваше, некаде март-април во стан на Министерството за одбрана во Гостивар веќе се среќаваа представници на СДС и на ОНА, договара работи како после војната да се направи таа коалиција, значи тоа беше едно крајно, како да кажам, нема зборови да се опише едно решение во кое што се уште се води војна, а Македонска партија и Албанска партија веќе преговара. Лицемерно би рекол. Па лицемерно преговара како да се сруши владата во тоа време на ВМРО-ДПМН. Од друга страна, Лјупчо Георгиевски не беше дораснат на моментот да биде премиер, тој многу повеќе водеше сметка како да го зголеми своето лично богатство во државата. Покасно дојде Љубе Бошковски за министар за внатрешни работи, кога се направи таа коалиционна влада. Љубе Бошковски, кај што застана доста, он продолжи и лажење тој негов ореол денеска што се представува како човек кој што учествувал во трговинска војна и ја бранил Македонија. Јас познавајќи го лично во тоа време, можам слободно да кажам за Љубе Бошковски дека беше еден обичен авантурист кој што дојде од Хрватска тука во Македонија. Дури тој ја носи најголемата вина за тие неколку масакри што се случија врз македонските војници. Еве сега да не должам многу колку дозволува времето, само да го спомнам случајот Карпалак. Познато е дека некаде на 8 август 2001 година загина таму македонски резервисти од Прилеп, кои што беа убиени во Карпалак. И сега што е поинтересно, Македонска служба за државна безбедност 40 дена пред настанот. Значи некаде дали беше 6-7 јули, значи некаде 40 на дена пред настанот, ги имаше сите потребни информации дека на тоа брдо на Карпалак има вкопано минофрлачи, има 10 до 15 души терористичка група кои што преку ноќ правеа проблеми, пука брз возила по автопатот Скопје-Тетово, а ноќе се повлекува кај своји јатаци во едни околни албански села. Дури во еден момент при нивно повлекување комбиниран тим од службата за државна безбедност и јавната безбедност на МВР направија и посета на тој терен, снимање, скицирање. Значи смислата ми е дека се знаеше за таа група. Во тој момент Љубе Бошковски како министер ги имаше тие информации 40 дена од нашата служба и таму беше доволно само со еден хеликоптерски прелет да се збрише таа група. Да се нареди еден хеликоптерски прелет, но за жал Љубе не го направи тоа. Сега останува до прва причините да се утврдуваат зашто тоа е така направено и во кривичното право има еден термин дека кривичните дела убиства може да се прават со сторување и со несторување. А со несторување значи во овој момент не презел се како службено лице што бил должен да преземе во тој ден, бидејќи еве сега луѓето што не гледаат секој ќе се замисли, се каже па како може 40 дена сега се знае да се дозволи луѓето да загинат. Исто така МВР во тоа време Љубе Бошковски ја раководи, нареди 10 дена пред тој крвав настан да се отстрани пунктот кој што беше во близина, полицискиот пункт кој што беше во близина на Карпалак. После масакрот на Карпалак хеликоптерите од аеродромот Петровец или сега Александар Велики ќе стигнат дури после 45 минути, а по воздушна линија од аеродромот во Скопје до Карпалак е потребно 5 минути за да пристанат хеликоптерите. Луѓето се оставени дури живи да горат во тие. И сето ова граѓаните мора да го знаат, бидејќи во тоа време, како што кажав, сега останува допрва да се отворат причините зашто тоа го правил Љубе Бошковски како министер за внатрешни работи, а од друга страна неговиот ментор Лјупчо Георгиевски во тоа време кој што беше премиер, исто така почна да ужива во тие богатства, во тој благодет. Јас се сеќавам дека ние кога ВМРО-ДПМН победи, тоа беше едно огромно радост за граѓаните на Македонија 98 година, дека најпосле ќе се тргне тој криминален систем кој што беше воспоставен до 98 година. Мене посебно ми беше мило, бидејќи до 98 година се што се работеше во МВР, тие кривични пријави за тие крупни личности, да ги кажам, бидејќи се знаеше за таа приватизација, за тие криминални дела на многу познати личности. Ќе почнам со ембаргото што беше со 92 година према Југославија, кога во Македонија се појави многу богаташи. Пример да кажеме Чифлиганец што го шверцуваше бакарот од Буч. Директорот на Бучем, него бакарот од